Благодарам. Навистина морам да се осврнам на излагањето на колешката, бидејќи сметам дека овој закон е подобар и самите пензионери го кажуваат тоа и самите пензионери го бараат тоа. Но во многу сегменти кои што ги набројавте, сами себе се демантиравте од аспект на политиките и реформите во пензиското и инвалидското осигурување. Односно, кажувате дека ВМРО-ДПМН не ослободувало од давачки и затоа се створило дупка во пензискиот фонд, а токму вие спремате предлог закон за зголемување на плати, кој што ги ослободувате од давачки. Тоа не е на штета на пензискиот фонд. Повторно е на штета на пензискиот фонд. Тоа е едната работа. Втората работа, ги зголемивте даноците, затоа сега голем дел граѓани си ги земаат платите надвор од Македонија, или ги селат бизнисите надвор од Македонија, или во Бугарија, или во Косово, каде што имаат повисоки примања, за да не плаќаат данок кон државата. Со тоа имате уште поголем одлив од пензиските фондови. Исто така ги зголемивте цените, значи со самото зголемување на акцизата повлековте едно зголемување на цените. И за цело време не успеавте да ја нивелирате стапката на раст на пензијата со стапката на раст на цените и на платите. Значи немате право да зборувате дека некој нешто направил ова или тоа. Мерките кои што беа превземени од страна на ВМРО-ДПМН од аспект за вработувањето го покажаа своето влијание и многу луѓе кои што се вработеа се уште работат и живеат во Македонија. Значи направивте пустош од аспект на социјалната политика. Многу права укинавте, многу луѓе реагираат и сега кога доаѓа време најрандивата категорија да им се зголеми пензијата, вие не сакате да поддржите старото решение. Кажувате дека има лекарства, дека све има до први, а има голем дефицит на лекови кои што пензионерите сами ги купуваат или за кои што нема алтернатива. Благодарам.